Драги гледачи, ново видео, нов предизвик. Целта за ова видео ми е да пробам да јадам здраво за само 300 денари. Сега ја седум са бајле, станувам од спиење и одам да направам план, да одам до некој маркет, да купам се што ќе ми треба. Стварно ќе биде ова голем предизвик, бидејќи цениве во маркетиве кај нас се како во сите европски метрополи. Тоа е зашто маржираат само со 40% и плюс ти плаќаат на 120 дена, ако си добар, иначе не ти ни плаќаат. Идам да завршам прво нешто на брзина, па после идам до маркет да купам. Секако планот ми е да има доручек, ручек и вечера, 3 оброци. Јас правам повремен пост денес, немам ни време искрено да доручкам. Првиот оброк ќе ми биде у 3, меѓутоа тоа нема никаква разлика, пошто секако ќе имам или 3 оброка, или ќе имам 2 оброка, од кој едниот ќе биде пообилен. Друга многу битна работа е, пример, многу луѓе кои прават повремен пост, мислат дека во времето кога треба да јадат може да конзумираат било што. Тоа е најголемата лага што може да ја чуете. Значи храната, изборот на намирниците и тоа што го јадете е најбитно. Без разлика дали правите повремен пост или јадете 3 оброка, 5 оброка, колку и да јадете, небитно. Наједноставно е да имате 3 оброка, доручек, ручек и вечера, или да практикувате повремен пост, пример првиот оброк да ви е околу 3 сат, 4 за ручек, 1 вечера околу 8-9 и измеѓу може некоја ужинка и тоа е тоа. Наједноставно. Тоа истото го препорачувам и во диетата што е за Slim Booster. Сега, нормално, некој доколку не сака да прави повремен пост, има опции без повремен пост, да си има 3 оброка во тек на денот. Направив план од прилика што да купам, така да имам некоја замисла во глава и ќе проверам само цените за да не надмине 300 денари. И да биде цел ден и при тоа да има убави обилни оброци, доволно протеини, доволно аглен хидрати, доволно масти, да биде избалансирано, да биде све перфектно. Еве се што купив. Вкупно сметката беше 400 денари, меѓутоа ќе ми останат 5 јајца, бидејќи 5 ќе изедам, и од макароните ќе ми останат уште околу 150-200 грама. Купно ако рачунам за денес, ќе ме кошта све околу 330 денари. Или 400 и плюс ми останува цел еден оброк за утре, што можам 5 јајца со 150 грама макарони да направам. Планот е следен. Првите 2 оброка ќе бидат интегрални макарони со урда и сланина. Тоа ќе биде првите 2 оброка, а додека последниот или вечерата ќе биде 5 јајца со малце ќе оставам урда и 2 сланини и 1 пиперка и 1 домат. Сега ќе израчунам и точно нутриенти, колку протеини, аглени хидрати, масти и калории ќе има све тоа што ќе го изедам денес. Значи вака израчунав све, тоа што ќе внесам денес, значи сите 3 оброци вкупно има 2459 калории, 133 грама масти, 231 грам аглени хидрати и 157 грам протеини, што значи е одлично избалансирано горе-доле и ќе имам и доволно енергија за тренинг и за све. Вкупно ова све кошта околу 330 денари. Сега одам со подготовка на првите 2 оброка, односно тоа ќе бидат макароните интегрални со сланина и урда. Може да си ги поделите во 2 оброка и доколку идете на работа може да си ги земете во пластични посуди. Првиот оброк или можете и двата. Пример, можете првиот да земете со вас, а вториот да го изедете кога ќе дојдете дома за ручек. Или доколку правите пост, можете кога ќе дојдете дома да ги изедете двата и додека третиот ќе го правам посебно, односно тоа ќе биде омлетот кој ќе биде за вечера.
Значи прво земам една тенџера да ги сварам макароните. Тоа што ми е планот е околу 350 грама, тоест за 300 грама макарони израчунав све тоа и цената и нутритивната вредност. Значи од урдава кида цела во макароните, со тоа што ќе одвам една голема лажица за вечерта за омлетот. Патлиџанот и пиперката кидат за омлетот и ќе одвам 2 парчиња сланина за омлетот вечер. Додека све друго ставам во макароните. Омлетот вечер ќе биде со 5 јајца, 2 сланини, околу 100 грам урда, домат и пиперка. Така да и одличен оброк се ќе. Ова го одвоив за омлетот за вечерта го додам. Додека зогрива водата да исецкам сланината. Макаронија се варат 9 минути и после ќе ја запечам во тава заедно со урдата и сланината. Еве ги првите 2 оброка се готови. Ово исто може и да се оспакувате, да се земете со ова. Сега ќе дам малце покасно. Мада не знам ни дали ќе го изедам цело, пошто доста обилно личи. Ова се 2 оброка секако. Треба да се преполови. Пример, едното можете покасно за доручек, другото за ручек, или па може ручек и пред тренинг уште еден оброк доколку сакате. Така да мене ми е план ова да го да јадам до околу 3 саат негде и после околу 6-7 да извежбам и вечерата да ми биде околу 9-9,5, нешто тако омлетот. Одлично е на вкус. Реално врв, како од Доминос на времето имаше една пица фламбе. Топ оброк. А и реално горе-доле све избалансирано. Веќе 4 и нешто, околу 3 го изедов првиот оброк, да кажеме. Ја ќе и поделам у 2 оброк. Ќе ми остана најверојатно од тестенините, бидејќи можда и да ми е многу. Така да ќе видам како ќе се осеќам. Се 4, имав 2 онлайн состанока меѓу време, ги завршив. Можда ќе имам уште нешто ситно. Ако неам, планирам да одморам малце. И околу 7 негде да направам тренинг. Планот за денешниот тренинг ми е да направам дома 100 трипам бърпис и да идам да истрчам 8 км. Така да ќе го снимам и тој дел, па ќе видам како ќе се одвива, дали ќе треба да излезам меѓу време или ќе одморам, па се фаќам за тренинг. Почнувам со тренингот, значи прво правам 100 повторувања трипам бърпис. И после тоа ќе трчам 8 км. Трипам бърпи се прави едно бърпи со 3 склека. Тоа е едно трипам бърпи. Да ритам и да не правите паузи, меѓу повторувањата може да цупкате во место. Завршив со 100 трипам бърпис, ги направив без пауза, дозирани. Значи тоа се вкупно 100 бърпис и 300 склека. Се идам да истрчам уш 8 км, туш, вечера и тоа е тоа. Истрчав 8 км, идам на кај дома, морам на брзина јан туш, пошто имам состанок за околу 40 минути, ама ќе гледам да го организирам тоа кај мене дома да биде, за да имам време да го направам омлетот. Не ми седат, ќе дојадам пастата на брзина, па дали ќе го изедам омлетот ќе видам. Омлетот ќе го направам со 3 јајца,
пошто не сум многу гладен. Така да ќе ми останат уште 7 јајца, што значи тачно 300 денари ме кошта денот. Ево го и последниот оброк. Одлично изгледа. Тоа го направив со 3 јајца, не 5, значи 7 остана, што значи кога ќе ги одземам и тие, тачно 300 денари сум потрошил денес за денот. Ќе го изедам на брзина, среќа што и партнеров за состаноков се договоривме кај мене да дое, да не треба да излагам нигде да идам. Така да супер ми се погоди да можам да снимам. Значи, како ми се одвиваше денот, околу 2,5 изедов половина од пастата што ја направив, па околу 4,5-5, тоест околу 5 беше, скоро ја доедов и од пастата ми остана уште. 7 почнав со тренинг, извежбав, направив 100 трипам бърпис и истрчав 8 км, сега дојдов туш на брзина и омлет со 3 јајца, 2 сланини, патлиџан, пиперка и урдата што ја тргнав на страна. Така да идеален ден. А сега, факт е дека ми остана храна за уште еден оброк скоро. Тоа што сакам да кажам е дека кога би се направило план, секако мора да купиш за поише дена одеднаш. Не можеш, пример, да купиш 200 грама паста или, не знам, 3 јајца, кои да испазариш за цела недела унапред, со 300 денари лесно можеш да направиш здрави оброци, да го поминеш денот. Плюс, јас си правам фастинг од савајля, дека ми е многу поедноставно да имам 2 до 3 оброка у пократок период од денот. Прво, ради фокус и концентрација што ми е на сасвим друго ниво и не губам време да треба да седнам да јадам негде или да носам работи со мен. Тоест, ја секако поголем дел од дома функционирам, така и ги организирам работите, меѓутоа во секој случај ми е многу поедноставно. Секако ад акаунтите шанса нема да си вратиме, Facebook пејџот Futuriva Nutrition си постои, ама немаме никаков пристап и е у воздух. Он све е кој што треба, не е какнат у воздух. Дали ќе вратат, не знам. Не, нема како. Ама сам да ти кажам, секако јас кога ќе ми ги пуштат да ги пуштам кампањи со новиот пејдж Инстаграмот, нема никој да пише ако нема реклами. Така да, тоа е, ќе секако ќе има поише пејџи. Се пиша да се затвори пејџот или да се тоде, zato што е наш, не го регистрираш. Абе, ќе пробаме, ама ја пак ќе пишам. Сега ми е битно да ги врзам и да го одблокираат мојот Инстаграм овако. Пошто мојот Инстаграм профил има рестрикции и тие се оставени и ми е проблем зашто се оставени од превентивно кога ми ставя фул рестрикции на све и ме одблокира кога ни ги хакна сите акаунти. Ова е од таа кампањата што отиде. Пошто еве гледаш, Facebook, ова е директна Google, Facebook, Instagram. Така да ова е све од кампањата и само плаши таа у воздух што е да не се стопира, ама нема логика да не се стопира кој е врзано све со нов акаунт и утре кога ќе пуштам реклами од тој акаунт. Мислам, логички. Како стига овде кој на друг писал? Не, си стигаат нарачки, тоа пикселот не е дали рачуна. Не ти не кампањата не па пикселот. Не, ова ти е веб страна, нема. Да, ти линкот го имаш од веб страната и носиш лето. Да, и што е најтрагично ме избомбардира рекламите, секам че да ја тестирам сите линкови, фул лета те да стискаш ден кодно. Не ми е јасно, болна 7 има моментов. Значи, тоа ме плаши да кушта тераат тие, а немаме никаков пристап до тие кампањи. Ама не е проблем е тоа. Пошто еве, направив нов профил. А така, чист Futuriva од мојот, само Futuriva. Еве ти акаунт овори. Ја регистрира фирмата од централен, од УЈП. Но овој треба пристап, следи го прво, после ќе ме кажеш. Ако
Треба било што да гледам. Чекај, може ќе треба све да менјаме. А, Ако не ми одобрат, ќе треба па нов пиксел. Ништо, живо. А овој пиксел си тракува. Гледаш page view, сега дали точно тракува, не знам, пошто овој го ставив, ова е на страната. И ти на Google тагот Ајде на ама нема пушиш. има 17 пише. Ама не е точно. Details ме интересира. Види, ова, View details. овој ќе направам за облеката кој ќе дое време. И сега, за сега сме добри, Не, мислам после добри, се. не сме добри, него Добро, ова ми е идеме позитивно, само ме плаши у моментов, тоа со пуштените кампањи преска нема пристап до тоа. Тоа се кампањите у моментот кога ни го хакна профилот, Што што стана? беа пуштено. И тоаш го хакна и од Сабајля магично кога наплати, што ги дужавме до тоаш парите, си се пуштија. И тоа чак што више едната мислам дека и ми беше стопирана, ако не се лажам, сега не знам више која е реклама. Една со 10, една со 100 кажеш. Епа да. И се Имаше една со 200, таа беше 100. не, таа да. Ја тие двете ги шарав и мислам дека кога ја видов таа едната изгасената Сабајле, ама види нема пристап до тоа. Ама они да се види, може биделе кампањи да се бајле, сега ќе им текне дека идат они едно по едно гаса. Епа да, сега веројатно и позадинскиот дел е ти штракаш едно по едно, секоја гледаш. Плюс мене нешто ми поише ме фаќаше страх да се само на Facebook, пошто таму нема пристап. Чим ја видов и на Инстаграм, еве го Инстаграмот, тоа е. Секој ќе врзам со овој пејдж и да е ќе видиш уште ден, два и не можеш ти од еден Инстаграм паралелно да пуштиш кампањи на две различни места. Со два различни пејджа. Да си фантом, па не можеш освен баг да ти направи Facebook. Не, тежок бак е тоа. Него среќа што сам си наплати, па ме одблокираш, иначе немаше да може на сапорт да им објаснам како на хакнат акаунт сме дужеле пари што нема пристап. Како ќе му објасниш? Е наплатено. Не, сега е добро зашто наплати, тоа негде позадински го штеклирало. Пошто не можеш ти еден, јас со еден од сапорт, еден ми се јави од енглески број првиот што зборев, вториот од амерички, па вика пушти на трети од друг сектор да отиде, така да. Исто ко со страйпот ја кога се договарава. Шесторица е него стигна на мен. И добро е за тоа кога сме Shopify Payment за Европа, го направив у документ она што ми го пушти, убаво ги искропирав и го ставив у еден PDF документ и вчера на сапорт зборев со Shopify и им го пуштив тој документ и се надевам дека ќе биде окей, пошто нас не е проблем адресата у... Се гледа тоа, све се гледаш. Све се гледа, ама не знам, не смееше фотокопија. Не, Заврши со станокот, веќе е 12, одам да спијам, денот успешно завршен, 300 денари потрошени. Пишете ми во коментари доколку сакате да пробам и со 200 денари да јадам еден ден. Се гледаме во наредно видео.